ситно броиме до почетокот на новото светско фудбалско првенство. Она што ме радува дека во неколку градски подрачја веќе големите пасионери на самолепливите сликички веќе се собираат и разменуваат. Панини некако што не потсетува од младоста. Меѓутоа се уште има пасивни наблюдувачи и секако наречеме колекционери на овие, би рекол, албуми. Сега тоа е на некој начин добра најава за што ќе се случува големата светска фудбалска еуфорија точно еден месец почнувајќи на 11 овој месец јуни. Така што можеме да споменеме дека се подготвува светот. Не знам ли ја слушнам, одлична е песната на Шакира. Да, со Бурна Бој, одлична химна, впрочем, нели сите оние кои што ги одбележуваат тие светски првенства. И овој пат со една добра најава за тоа кое што ги очекува спортските фудбалски фанови ширум светот, кои веројатно со нетрпение го очекуваат почетокот. Светот се подготвуваат и оние места во светот кои што ќе бидат домаќини. Голем дел од публиката и од тие кои што некако се обидуваат да бидат дел од надпреварите во публиката, навивачите се соочуваат со некаков број на предизвици или тип на предизвици, но како и да е, се во интересно на кое што ќе биде овој месец и ќе го одбележи јуни 2026 светското фудбалско првенство. Атланта, да, во моментот се подготвува за пречекот секако на туристите, апропо по поводот и светското фудбалско првенство. Уживајте со Софија Беслимовски и овој прилог. Атланта се подготвува да причека стотици илјади посетители за време на светското првенство во фудбал. Градот веќе ги прави последните подготовки за еден од најголемите настани во својата понова историја. Локалните власти и малите бизниси очекуваат надпреварувањето да донесе значителен економски бенефит. Well, we know that this is truly a great economic and social impact for the community. We're expecting visitors to come in and really spend with us, right? So they'll come in and they'll stay at hotels, they'll go to the stadium, they'll come here at FanFest, they're purchasing food, beverages, some of the merchandise that's being sold, they'll come and visit our restaurants, and so there's really an opportunity to have an economic impact. Во срцето на градот Олимпискиот парк ќе биде претворен во голема фан зона, каде што навивачите од целиот свет ќе можат бесплатно да ги следат надпреварите. Фестивалот на навивачи ќе трае од 11 јуни до 19 јули и секојдневно ќе може да прими до 15.000 посетители. Покрај директните преноси на надпреварите, посетителите ќе имаат можност да уживаат во концерти, културни програми, игри и локални гастрономски понуди. Организаторите најавуваат настапи на познати музички имиња. Well, we're really excited about the World Cup because we're going to have 300,000 people in Atlanta right at our doorstep here at Georgia Aquarium. They'll be all around this area. The Fan Fest is literally setting up right now across the street, so we're excited to see that come to life. And these are many people who probably have never been to Georgia Aquarium, and they may know that we are the largest aquarium in North America, but they've never had the chance to visit, so we're really excited to open our doors and entertain them. Иако влезот во фан зоната ќе биде бесплатен, организаторите очекуваат значителна потрошувачка во градот. Посетителите ќе престојуваат во хотели, ќе ги посетуваат рестораните, туристичките знаменитости и ќе купуваат сувенири и други производи. Но придобив ќе не очекуваат само големите компании. Малите локални бизниси исто така се надеваат на успешна сезона. We are excited. We're here today announcing that we will be popping up in South Downtown during the World Cup. We have been looking at coming into this neighborhood. It's a very important part of Atlanta that hasn't been activated. We're really excited to be a part of this new community. Во Атланта светското првенство не е само спортски настан. Тоа е можност градот повторно да биде во центарот на светското внимание и да покаже дека е подготвен да биде домаќин на настани од највисок ранг.